Албанската пратеничка Месила Дода продолжува со провокативните изјави за Република Македонија. Откако нејзиниот скандалозен говор пред неколку денови за време на посетата на Дебар, во кој повика доколку лидерот на СДСМ Зоран Заев отстапи од ветеното, итно да се обединат се албанските политички сили со цел да организираат референдум за прогласување на самостојност на така наречената Лирида, предизвикаа жестоки реакции и осуда во македонската јавност, Дода во нов провокативен статус на Фејсбук уште еднаш ја нарече Македонија и Лирида. Прочита во медиумите дека поранешната Југословенска република Македонија побара да ме прогласи за персона нон грата. Не се грижам. За мене е неприфатливо една држава која нема никаква основа за постоење и единствената заедничка точка е мултиетничноста да може да ги прекршува правата на нашите сонародници. Ова значи дека јас ке прифатам да одам само во Илирида. Подеднакво, поранешната Југословенска република Македонија и за мене е нон грата и престана да постои како лабораторија на албанофобија. Стојам рамо до рамо со албанците во Илирида, само една татковина. Скандалозните изјави на албанската пратеничка, но и албанската платформа се уште ја брануваат македонската јавност. Последен во низата реакција е универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски, кој на својот Facebook профил пишува дека не може да разбере како омразата кон една партија може да биде над љубовта кон татковината. Тој додава дека не може да свати како поборниците за демократијата, слободата и правдата, меѓутоа и одлучни борци против, како што самите тие оценуваат, примитивниот македонски патриотизам, него забележуваат албанскиот шовинизам и албанската ксенофобија, кои се присутни во одредени албански средини и кои од ден на ден растат и се шират. Не можам да разберам како остануваат незаинтересирани, ниту можам да разберам зошто во своите медиуми не ги објавуваат изјавите на Зијадин Села, на оние што доаѓаат од Косово или од Албанија, како и обраќањето на албанската пратеничка Месила Дода, обраќање полно со омраза кон Република Македонија и со директни закани за воена интервенција надворешна и внатрешна врз Република Македонија. Ова не е ништо друго освен своевидно најавување на војна против земјава, пишува Цуцуловски. Освен македонските интелектуалци и граѓаните, за скандалозниот говор на Месила Дода реагираа и од Министерството за надворешни работи. Ги осудија јавните настапи со навредлива и запалива реторика на официјални лица на Албанија кои се однесуваат на Република Македонија. Осуда пристигна и од ВМРО ДПМН. Велат дека Заев со отпочнување на преговорите за тиранската платформа ја отворил Пандорината кутија за редефинирање на државата и порачаа Социјалдемократскиот сојуз да се откажат од тиранската платформа.